Почитувани ова утро мој гостин е Андреј Ѓоргиевски, моден креатор. Андреј, добро утро и ти благодарам што прифати да си дел од Деница на Мега телевизија. Хвала и на вас. Најнапред ќе започнам со она што е најново. Нели Битолскиот театар подготвува една представа Кралски игри, ако не се лажам, која што наскоро премиерно ќе биде изведена пред публиката на битолчани. Ти си задолжен за костимографијата. Кажи ми, колку костими подготвуваш токму за оваа представа? Така, точно така. Веќе недела дена до премиерата, активно се работи во ателието на Битолскиот театар, на костимите, голем број на костими се, голема представа, голема екипа, сериозен текст. На моје огромно задоволство се работи и овој текст и самата епоха е едно од моите омилени, 16 век. Имено се работи за Хенри VIII и Ана Болейн. Сериозна представа, сериозен текст и сериозна костимографија. Се работат околу 50 на костими, кај кои сепак треба да стои 16 век да се препознава, но сепак се работи за една прочистена костимографија, прочистена форма, стилизирана, каде сметам дека ќе се истакнам како млад костимограф и млад моден креатор, каде што ќе можам нешто јас да допринесам нешто мое, некое мое видување. Споменавме 50 костими, тоа не е малку за еден човек. Сам ли работеше на сето ова и дали инспирацијата е времето означено нели од самата представа или можеби инспирација црпиш и од други места? Така. И работам како самостоен костимограф ова представа, но со огромна подршка нели на Битолското ателје, во Битолскиот театар. Се работи во полна пареја. Сепак сметам дека треба да се испочитува нели стилот што владел токму во тоа време во 16 век. Но сепак, како што кажа, се работи за една прочистена форма, каде што сметам дека ќе се види еден токму мој млад дух како костимограф и како автор на костимите. Андреј, не е едноставно кога станува збор нели за изработката на костими на сцена и костими низ битолски широк сокак. Да, тоа е тотално... Како се снаоѓаш со материјалите? Тешко ли е да се најдат материјали за да се изработи еден костим од 16 век или можеби конкретно една аутфит појава на една девојка во 2016-та? Се работи се за компромис, значи играме постојано со некратично и се поделени. Тоа што го има по наши продавници, тоа и се зема, но затоа претходно се прави еден прецизен план, една прецизна стратегија, сите дупки каде што може да се најде се предвидуваат, за да може да испадне целокупниот пакет, целокупниот производ да биде пред се убав за око, помалку и функционален. Има разлика, има огромна разлика од тоа што е костимот на сцена и тоа што се вика секојдневно парче облека. Има разлики во самиот крој, има разлика во самиот избор на материјали. Тука секогаш нели во оние секојдневни парчиња облека секогаш се избират некои поудобни материјали, поквалитетни кога се работи за представа, за костимографија. Тука повеќе гледаме да се долови тој визуелен ефект кој го бараме. Удобност, односно неудобноста на самите костими му се препушта веќе потоа на актерите, па потоа тие малце се жалат, ама тоа е нормално и тие прифаќа, знаат и во какви услови работиме. Кажи ми, колку е важна костимографијата кога станува збор за една представа која што нели покрај текстот што е носител на таа представа и покрај актерското нели битие на самиот актер, на глума што викам, колку е важно кај гледачот од спротива да биде соодветен костим за таа приказна да биде комплетна? Па мислам дека тоа е вториот момент што го забележува гледачот. Да, првиот момент можеби е текстот, актерската игра, но вториот момент сметам дека е токму костимот. Визуелниот впечаток сметам дека е многу важен
А и не само за мене, воопшто со било кој режисер да разговарате, ќе ви го каже истото. Визуалниот впечаток е многу битен во оваа професија. Покрај овој проект во Битолскиот театар, каде се уште имаш ангажман? Споменавте нешто и Велес, ако не се лажам. Да, моментално сум тука, па паралелно сум и Велес, потоа ќе работиме представа и во Штип. Јас да речем имав среќа само што се запишав на факултет да почнам да работам на полето на мојата професија и како моден креатор, а потоа и како костимограф. Така да кажам, оваа професија работам активно веќе полни 6 години. На моје огромно задоволство. Јас сум студент на Александар Ношпал и тој ни ги отвори вратите на сите овие професионални избиднувања. Неизмерно му сум благодарен. Сум асистирал кај него, сме имале заеднички проекти, сум имали самостојни проекти. Тука во Битола добивам подршка од костимографот Благој Мицевски, кој секогаш ми дава потребната подршка, така да едноставно ми се поклопија коцките и сум активен на ова поле. И успешен би рекла јас. Ќе те прашам, надвор од костимографијата, како моден креатор, колку е тешко да се соработува со битолчанки, бидејќи условно речено те важат за најубавите девојки во Македонија. Да. Така да се изразам, или најдобро средетените. Така. Да, мојата примерна професија е моден креатор. Колку е тешко да се соработува. Секој клиент си е различен. Но јас искрено избегнувам да соработувам директно со клиенти. Јас повеќе предпочитам на мој готов производ кој ќе го пласирам кон некој и тој производ да биде и прифатен и добро износен. А тоа колку имаме стил во Битола и колку се модерни нашите девојки и воопшто и битолчани, сметам дека веќе неколку години стагнираме, така да сметам дека премногу залет интернетот, премногу се копира тренд, а не стил на облекување. Тоа се два различни поими. Гледам дека во Битола се и воопшто и низ цела Македонија се предпочита некое трендовско облекување, за кое сум јас воопшто сум против. Сметам дека секој индивидуа треба да си има свој стил на облекување, а не да следи некој туѓ тренд. Поради тоа сметам дека и во Битола веќе бледни таа слика што некогаш имала масата на луѓе дека во Битола се оние најмодерните, најдобро облечените и најубавите. Подготвуваш ли можеби ревија? Да, ова година се уште не започнато, али каде ќе биде. Ова година ќе се случи мојата прва официјална ревија, досега биле некои капсулни колекции. Ова година ќе ми се случи мојата прва ревија на моје огромно задоволство. Не би разговарал многу, не би откривал каде, што ќе биде. Ќе биде само една моја омилена тема, така да ќе оставам да се случи. Ќе биде ли можеби висока мода или... Висока мода кај нас нема, да се разбереме. Мислам, тоа е една етикета каде што се лепи Зошто нема? Зошто нема кај нас? Бидејќи во светот функционира. Тоа функционира, да, ама во светот не е кај нас. Значи, пред се да си креатор на висока мода, една куќа да произведува висока мода, треба да е член на одредени групации, треба да има одредени дозволи, треба да има одреден тим на луѓе, тоа кај нас го нема. Висока мода не е возможно да се создаде. Ние сме имале можеби висока мода некогаш. За мене висока мода е македонската народна носија, да, тоа можеби. Но сега веќе тоа не ни верувам дека некогаш ќе го имаме. Ќе се стремам кон една колекција на една чиста форма, на една свежина, на еден младешки дух, доста сериозна да биде, доста квалитетна, изражена со квалитетни материјали, квалитетни кроеви, уште поквалитетна изработка и најважниот дел да биде добро пласирана до масата на луѓе, односно до потенцијалните купувачи.
Не би сакал како нема ни да доживее таква судбина како и на многуте креатори кои се трудат да пласираат своји креации да доживее само една ревија и тоа да биде затворено потоа во плакар. Повеќе би се бавил и со менаџирање на таа колекција да се продава. Тоа ми е многу важно. Успешна колекција ја прави колекцијата што ќе се продаде. Што е она што ги кочи Македонија? Маркетинг. Сметам дека македонските креатори и кочи маркетинг. Ние сме добри, можеби и одлични во креирањето, во создавањето, но до моментот на ревијата. После ревијата едноставно се губиме. Не знаеме да го фатиме патот по кој треба да се пласира таа колекција. Кој е твојот предлог? Може би интернет промоција или може би тезга или може би соработка со бутик? Кој е твојот предлог? Како да се реши ова прашање? Да, паметно звучи соработка со бутик, бидејќи веќе низ Македонија, односно во Скопје, веќе ги имаме тие концептуални продавници каде што се пласира креации од модни креатори. Кога станува за интернетот, малку сум ритантен на таа тема. Кога ќе се спомене интернет, се споменува Facebook. Кога ќе се спомене Facebook, асоцира на броеви на лајкови. Да. И AliExpress го имаме тука. Тоа е веќе и друга тема, али прва муабет за креаторите кои ги пласираат своите дела, да речам, на Facebook и најголем успех им е што поголем број на лајкови. Јас не би пласирал мојата колекција, рецимо на некоја фан пејдж на Facebook, па лајкот да ми биде мерило за мојот квалитет на работа. Мислам дека треба тоа да биде многу поквалитетно пласирање на колекцијата, дали преку реклама, дали преку продавница концептуална, дали преку онлайн шопинг, али тоа да не биде преку социјалните мрежи. Земете ги за пример големите брендирањи модни имиња. Тие да пласираат на Facebook, но тоа се многу мал број минимум информација има. Така да тој круг е многу потесен. Андре, ќе ти поставам уште две прашања. Првото се однесува како млад, но сепак добар познавач, бидејќи така важи муабетот. Андре, тој што знае. Совет за битола или посебно девојките, иако сметам дека во моментов момчињата во битола се многу подобро, повкусно облечени за разлика од девојките. Да, се согласувам и јас. Што да им предложиме од еден експерт како треба да одат на casual форма во смисла на секојдневие кое што добро го искомбинирале, додатна варијанта по детски, по лефтерно, по тин облечени или можеби да се зафатат на некоја класична нота? Јас сум стално за еден мал микс на оно што е елегантно и тоа што се вика секојдневие. Кога ќе се уклопат тие два поеми во едно, тогаш сметам дека се добива една убава силуета, еден убав изглед, прифатлив. И пред се треба, пак ќе повторам, не треба да се следат трендови, треба да се следи собствениот инстинкт, својот стил. Својот стил на живење. Облеката треба да зборува за стилот на живење, треба да зборува за личноста. А не да се слепо да се следат трендовите, бидејќи трендовите толку брзо се менуваат. Тие се менуваат за 3-4 до 6 месеци. И тоа е толку. И потоа? Ќе споменам еден момент од мојата област. Во психологијата има момент кога ти кажува според начинот на кој што си облечен, таква порака праќаш. Тоа е апсолутна вистина. Кога ќе погледнеш девојка која што работи во банка или работи во некој од операторите во битола, гледаш еден аутфит, секојдневие, среденост, меѓутоа гледаш во нивниот израз на лица дека тие не се чувствуваат како што треба. Тоа е работна униформа, Да. меѓутоа што со оние кои што не одбрале професија во животот, за да им биде тоа улеснителна околност, како да се пронајдат себе си, што е она важно, што треба
секоја една индивидуа да допре до себе си, за да знае како да го формира својот стил на облекување, да не е тоа следење на тренд. Пред се да се слуша својот личен вкус. Пред се облеката треба да биде функционална и удобна. Не треба да биде претенциозна, треба да биде смирена, треба да зборува за самата личност, да се следат своите секојдневни потреби и секако да се внимава што каде се носи. Нели не може некој елегантен фасон да се носи за некое, не знам, ајде рецимо, обично кафе на широк стол како ти нели во сабота, тоа ни е као хит на битолчани да излезат на битолско кафе. Ретко излегувам на битолско кафе во сабота, али кога ќе излезам, забележувам некои вечерни изгледи кои се несватливи. Тоа веќе смета. Колку бојата Тоа игра треба улога? да се избегне. Бојата игра огромна улога, но не е таа што би го диктирала стилот. Јас сум за микс на бои. Може еден изглед да има и 5 бои, но тоа да биде со вкусето, тоа искомбинирано. Сега баш ме асоцира ова и на, не знам, Сара Джесика Паркер, како таа изгледа. Да, супер. Нели таа е во Њујорк. Така, таа е во Њујорк, али може се до тоа да биде измиксано и да биде убаво за око, ако е паметно, искомбинирано и да не боди очи. И важно е како се носи. Важно е како се носи. Јас тоа имам забележано. Може да биде и најобично парче, може да биде некое преубаво и прескапо парче. Зависи како се носи. Кога Треба да си има споменавме став. Сара Джесика Паркер, таа е специфична и не секојдневна. Таа е модна икона. Може ли да се препише моменталниот кичерај, така ќе се изразам, може би грубо ќе звучам, на тоа што постои страв, што кога би се појавила како Сара Джесика Паркер, што со погледите од страна? Сметаш ли дека тука може би да игра? Што правиме со погледите, освен кога ќе личи некоја на некој Турбофолк. Не ќе така да сизрел сум сакал да кажам на некој наш северен сосед. Така. Значи тоа е одговорот. И за крај, каде можат да те најдат? Јас се уште немам некое свое ателје каде што ги пласирам своите производи. Обично ме наоѓаат луѓе преку социјални мрежи или преку контакти. Сега тоа е мојот контакт каде што може да ме добијат и да ме најдат. Јас искрено многу и не соработувам со клиенти. Не ќе звучам дека сега ја бирам клиентелата, но и е така, бидејќи јас морам себе се заштитам како автор. Јас сепак сум моден креатор и не смеам да пласирам било што. Во ред, ти благодарам за ова интервју. Се надевам дека во иднина, кога ќе се случи таа ревија, ќе бидеме први, ексклузивата ќе имаме. Да, јас би ме поканил, тоа ќе се случи обавезно и вие ќе бидете мои гости со огромно задоволство и се надам дека ќе соработуваме понатаму и ќе следите мојата работа. Ти благодарам уште еднаш. Благодарам на вас. А ние, почитувани гледачи, продолжуваме понатаму сутринската програма.